1967 е годината кога за прв пат се подаде баскетот на првиот тренинг на штипскиот кошаркарски клуб Работник. Играчите на неговата златна генерација се подсетија на најуспешниот штипски кошаркарски клуб, чие постоење започна во септември пред точно 50 години. Евидентно е, мислам, чувството на возбуда кај сите тука мои клубски другари, ја како најстар, да речем, посебно сум возбуден заради тоа што кога ќе се помисли дека се поминати 50 години, тоа е половина век, и со една ваква ведрина, кај тука присутните, навистина би рекол дека ме подмладува. Но освен ведрината и среќавањето со своите некогашни клубски колеги, некогашните штипски кошаркари најмногу ги подмладија спомените на тој посебен однос кој некогаш го имале спортистите со публиката. А за она тука спојка измеѓу играчите и гледачите, тоа е незаборавно. Мислам, тај амбиент не се заборава. Јас сега ја носам сликата, ако ви кажам, и од оградата, и редарите, самите гледачи кои што ни помагаа, и од ред други наши сограѓани. Играчите на својот прв тренер му подготвија подарок баскет со потписи од сите играчи. Неодминливо е да не се спомни името на Методи Шишков, професорот наш по физичко, кој што како прв тренер на клубот секоја недела, буквално секоја недела у 10 саат во овдешната сала ќе ги прибереше сите они за кои што сметаше дека имаат некоја дарба. Меѓутоа, посебно за нагласување е неговиот педагошки пристап. Првата генерација на Работник е позната и како златна, а таквиот префикс го заслужила во 1967 година, кога го освоиле второто место во Македонија и играле квалификации за влегување во тогаш силната Втора сојузна лига на Југославија, првенство кон кое тргнале без никакви ресурси и со многу ентузијазам. И требаше да одеме у Скопје, се одржуваше турнир од цела Југославија за квалификација у Втора кошаркашка лига у Југославија, која беше многу јака. Смогнаа снаги, вие млади снаги, и да отидовме на такмичењето во Скопје. Немаме ни пари да кај што да спијат, да се смесат луѓето. Сите отидоа по своите роднини, своите другари што се студирале со ние да спијат, вечерта утре дента да може да се играе. Инаку првиот кошаркарски надпревар во Македонија е одигран токму во Штип на 27 август 1933 година во коритото на реката Отиња пред сегашното училиште Ванчо Прке, каде е формиран и првиот кошаркарски клуб во земјава. Токму поради тоа и на првото државно кошаркарско првенство на Југославија во далечната 1945 Македонија ја представуваа само штипски играчи.